Уставните измени нема да се одложат. Премиерот Димитар Ковачевски најавува дека со формирањето на експертските групи практично ќе се одбележи почетокот на целиот процес, кој не смее да запре ако сакаме да ја исполниме европската визија. Јас верувам дека нашата држава има капацитет, пред се демократски, меѓутоа и европски капацитет и визија, и оваа одлука која што е потребна за продолжување на нашиот европски пат нема да биде заложник на личната кариера на само еден човек во државата. Нејасна е само увереноста на премиерот кога ставот на опозицијата е одамна кажан. Според нив единствен заложник бил самиот Ковачевски и тоа на ДУИ, ама и нивен партнер во криминалот. Се согласуваме дека нема одлагање веднаш да ги стави уставните измени на дневен ред, а кога зборуваме за заложник, единствен заложник на собствените незнаење и глупост и криминален карактер е самиот Ковачевски, заложник на ДУИ и на Ахмети. Уставните измени беа главна тема на билатералната средба помеѓу македонскиот и австрискиот председател. Александар Ван дер Белен ни порача да ги исполниме обврските, кои се дел од преговарачката рамка, но посочи и на потребата од силни заложби за правна држава, борба против корупцијата и реформи во судството. Заштитата на малцинства во Северна Македонија и онака е нешто колку што јас можам да проценам што се подразбира, така што овој следен чекор сега не би требало да биде драматизиран според мене. Правосудството, владењето на правото е дошта важно, не е само во интерес на економските субјекти, туку и општо. Председателот Пендаровски рече дека нема да пропадне Македонија ако малкубројната бугарска етничка заедница влезе во уставот. Европската преговарачка рамка вели ако не усвоиме промени на уставот до крајот на ноември оваа година ќе бидеме повторно блокирани, овој пат со сопствена одлука на патот кон Европската унија. Јас се надевам кој е начинот да ги добиеме тие 2/3. Единствениот пат да дојдете до 2/3 е да разговарате со луѓето од опозицијата. По средбата во Вила Водно, Ван дер Белен положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев, се сретна со председателот на владата и председателот на собранието во врска со уставните измени. Тој се обрати и пред пратениците и им порача правилно да постапеле по ова прашање.